Последни вести денеска, добро вечер. По реакциите и обвинувањата во јавноста дека МВР не ги презема потребните чекори за спречување на убиството на Росица, за 11 лица вработени во СВР Велес е предложена дисциплинска постапка од страна на министерот за внатрешни Тошковски, информира од МВР. Од Министерството тврдат дека полицијата постапувала согласно законите и била донесена кривична пријава против нејзиниот убиец, пошто му била донесена условна пресуда. Но сепак утврдени биле неправилности во процедурите. Во најголемиот дел од случаите полицијата постапила согласно законските процедури, зашто била поднесена и кривична пријава против пријавениот, која заврши со условна пресуда во судска постапка. Сепак, внатрешната контрола утврди дека во дел од претходните пријави на жртвата не било постапено целосно согласно законските обврски и процедури. Врз основа на извршените проверки поднесен е предлог за поведување на дисциплинска постапка за 11 лица вработени во СВР Велес, а за утврдување наоди писмено е известено и јавното обвинителство за натамошно постапување во рамки на нивната надлежност. Власта по изборите ќе ја разгледува предлог резолуцијата со така наречените црвени линии што ја представи лидерот на СДСМ Филипче. Но премиерот Мицкоски категорично отфрлува каква било можност за уставни измени без претходно да се добијат гаранции дека нема да има нови барања или пак блокади од Бугарија. Тој денеска оцени дека во предлог документот на Филипче има фалсификати, а опозицијската партија ја обвини дека ги урива позициите на земјава на меѓународен и на домашен план. Владата, како што кажа тој, не ги игнорира преземените обврски, но очекува притисок од ЕУ и кон Бугарија за и нашиот источен сосед да ги исполни своите обврски, особено во делот за пресудите на Европскиот суд за човекови права за Омо Илинден Пирин. Од СДСМ и денеска велат дека предлог резолуцијата е за обединување, а не за политички препукувања. Очекуваат сите партии сериозно да ја разгледаат и да се изјаснат, па потоа ќе излезат со коментар. Ние не ги игнорираме обврските што таа влада ги прифатила. За жал. Но исто така, не гледаме дека нашиот источен сосед прави нешто во насока на испорака на нивните обврски. И очекуваме исто така поробусна акција од страна на Европската комисија, Европската унија и кај нашиот источен сосед. Ние имаме јасна позиција, гаранции, кој што ги спомена председателот на Европскиот совет, бидејќи македонскиот народ и граѓаните во Македонија, без разлика на етничката припадност, многу дадоа во името на таа европска иднина. Без такви гаранции на памет не ми паѓа да размислувам за било какви уставни измени. Ова не е предлог резолуција за препукување помеѓу политичките партии, туку е предлог резолуција за обединување. Оставаме сите други политички партии да ја разгледаат предлог резолуцијата, да се изјаснат за истата и секако после тоа и ние ќе коментираме. Ова е предлог резолуција која што е направена со сериозен пристап, со експерти и многу прецизна. Телевизија Канал 5 останува посветена на професионалното и избалансирано известување во овој изборен циклус, но со оглед на тоа што има огромен број кандидати, над 300 листи за градоначалници и над 500 листи за советници. Ја информираме јавноста, но и кандидатите, дека нема да бидеме во можност да ги следиме сите настани во кампањата, пред се поради ограничените технички и човечки ресурси. Нешто што е случај со останатите медиуми во државата. Па затоа упатуваме јавен повик до сите учесници на локалните избори 2025 од понеделник да ги испраќаат своите видеоматеријали од директните обраќања на собири, митинзи или изјави за медиумите на официјалната електронска адреса desk@kanal5.mk со цел истите да бидат пропорционално застапени во рамките на информативните изданија, како и во изборната хроника, што ќе се емитува веднаш по централните вести во 18 часот. Премиерот Мицкоски најави одговорност за секој што се богател на грбот на пациентите по обвинувањата на кардиологот Кедев за непотребни операции на срце. Домашните комисии веќе чешлат вкупно 13 случаи за кои постои сомнеж за непотребен хируршки зафат.
А поради законски пречки, странските експерти од Словенија, Италија и Австрија ќе дојдат по изборите за да ги испитаат наводите. Сања Трајковска Ставров. За тврдењата на кардиологот Сашко Кедев дека во Македонија без потреба се правеле операции на срце само за да се дојде до државни пари. Нема да се остави ништо на случајноста и ќе има одговорност за секој што се богател на грбот и здравјето на граѓаните, кажа премиерот Христијан Мицкоски, кој присуствуваше на промоција на апарат кој ја надоградува хибридната сала на државната кардиохирургија. Во однос на своевидните истраги од домашните експерти, освен премиерот и министерот Азир Али утврди дека комисиите си ја работата, а додека се чешлаа 8 случаи доставени од лекарите од државна кардиологија и кардиохирургија, стигнале нови 5 папки со медицински документации за пациенти за кои има сомнеш дека без потреба биле подложени на хируршки зафат. Сите индиции кои што беа изнесени да се проверат целосно, затоа што кога еден човек, таков светски стручнак, тоа го кажува, тука мора да има позадина и мора да ја откриеме таа позадина. Нема да оставиме ништо на случајноста. Секој оној кој што се богател на грбот на граѓаните, посебно во здравството, и на здравјето на граѓаните ќе има одговорност. Домашната комисија вчера имаше состанок, заврши со 8 наоди случаи што ги имаме. Имаме уште 5 други, ќе продолжат во вторник. Надворешната комисија ќе дојде тогаш кога ние ќе бидеме спремни за да може да продолжиме со нив. Договорени ли се тие доктори? Не се правно договорени заради законските пречки. Поради пречките, по изборите ќе дојдат странските експерти, тројцата лекари од Словенија, Италија и неверојатно Австрија, најавени како комисија која конечно ќе треба да даде конкретен одговор на прашањето дали без потреба и без јасна медицинска индикација доктори отвореле граден кош и оперирале срца. Откако кардиологот Сашко Кедев обвини дека приватни болници правеле непотребни операции и оти го ставале профитот пред здравјето на граѓаните, пошто Министерството најави итни мерки и контроли, мина повеќе од 1 месец, а во меѓувреме само се формираа комисии. Стапија на сила измените на Законот за безбедност во сообраќајот, со кој што се заоструваат казните за оние кои не ги почитуваат правилата. Низ улиците на главниот град денес имаше зголемени полициски контроли, а оние кои беа фатени дека прават прекршок, најчесто пешаци, наместо казни денеска добиваа опомени. Дејан Трајковски. Некој од незнаење, некој од немарност. И денеска добар дел од граѓаните со погледите вперени кон мобилните или пак со слушалки во ушите. Но овој пат на другата страна од улицата ги пречекуваше полицијата. Иако стапија на сила законските измени кои треба ваквите појави да ги санкционираат, сепак бидејќи е прв ден, граѓаните поминаа само со опомени. Токму во моментов полицискиот службеник даде опомена на еден граѓанин кој што помина со слушалки поминувајќи преку улицата. За денеска добиваат граѓаните само опомена која им укажува на што да внимаваат и како да внимаваат, а од утре веќе ќе се казнува. Дел од оние кои ги затекнавме со слушалки и телефони велат не биле запознаени дека постои ваква законска измена, па порача во иднина ќе внимаваат. Секој закон што е за безбедноста и на пешаците и на возачите го поддржувам. И за поголеми казни и се. Вие користите ли некогаш? Многу пати. Така? Да. Паметно, многу решение, значи требаше да се најде уште многу порано. Други пак кои се веќе во тек дадоа поддршка, бидејќи сите учесници мора да бидат фокусирани на безбедноста во сообраќајот, вклучувајќи ги тука и пешаците. Секој што се движи низ улица со слушалки на уши, треба одма да престане, затоа што е животот загрозувачки. Зависи до ситуацијата, ако е нешто многу важно, јас би мислела дека треба да се опрости и да се дозволи, ама сепак треба да се пази на улиците. Ја мислам дека не треба, бидејќи е зелено за него. А кога е обично овакво поминување на пешачки без семафор, окей. Например, од оваа перспектива, колку пати пешаци се удрени на зелено за пешаци? Удрени се милион пати, точно е тоа, ама што да правиме се? Во опомената која ја добија невнимателните стои дека често недисциплината доведува до смртни последици, а од 150 до 200 граѓани годишно го губат животот. Инаку законот вели, пешаците и возачите на велосипеди, мопеди и електрични тротинети кои користат слушалки на двете уши, телефон и слично при преминување на улица или велосипедска патека ќе бидат казнети со 40, односно со 50 евра. Тоа беше се во вечерните вести. Пријатно.